Дојдовте во нашето ново издание на емисијата Неславните. Емисијата во која даваме простор на луѓето кои што направиле многу за оваа држава, а сепак некако ги нема доволно во јавноста. Имаме еден нетипичен вака старт на емисијата со една преубава мелодија. Од старт, добре дојдовте во емисијата и би сакал еве од старт вака тука да ни кажете повеќе за оваа мелодија што оди во позадина. Сакам прво да ве поздравам вас, да ве поздравам вашата ценета емисија и почитувам многу кога некој се грижи за македонската традиција, за македонската култура, кој е засегнат, бидејќи тоа е битието, тоа е коренот на оваа држава. Инаку, во позадина ни оди еден од најпознатите флейтисти, ненадмилив во Македонија, Иван Терзиев. Така, супер, значи не случајно ја започнавме емисијата со ваков формат и вашиот живот на некој начин постојано е исполнет со мелодии, со вакви мелодии, со традиција, култура и корените на нашиот македонски идентитет. Па еве затоа добре дојдовте од самиот старт. Може ли да се представите кои сте вие, нешто да кажете некој збор повеќе за вас? Вака, јас сум Љупчо Маневски, инаку првенец на националниот ансамбл танец од Македонија. Во танец сум 36 години. Мојот животен пат започнува во пионерскиот дом Карпуш на 8 годишна возраст, каде членувам 5 години. Значи уште од 8 години започнувате со македонска глас. Под диригентската палка на еден од најпознатите кореографи и учители во тоа време, господинот Тофе Дракулевски. Потоа преминувам во ансамблот Орце Николов, каде што истиот раководител Тофе Дракулевски е уметнички раководител. Поминувам 5 години во ансамблот Орце Николов од Скопје и на свој 18 години заминувам во националниот ансамбл танец, каде сум еве до ден денеска 36 години непрекинато вработен и ја исполнувам мојата желба, мојата мисија да бидам во овој единствен врвен професионален ансамбл во Македонија. Едно кратко прашање баш на темава, дали танец за вас представува само игра или нешто многу подлабоко од тоа? Не би рекол, значи пред се треба да ти игра душата, да ти игра срцето, а потоа нозет. Значи тоа е еден ментален склоп каде што сите овие работи и би рекол и финеси, ако не се во склоп, не можеш да бидеш член на овој државен ансамбл. Да, најелитен што еден и единствен во Македонија. Елитен. Така. Да. Еве кога веќе го споменавме танец, би сакал повеќе задржиме на тие прашања. Добро да прашам кои се критериумите за некој да влезе во танец? Значи се објавува конкурс каде што према потребите на ансамблот дали треба да се има барање за машки, за женски играорец, дали за пејач, дали за член на оркестарот. Се прави аудиција. На таа аудиција има комисија од 5-6 луѓе кои ги оценуваат сите пријавени кандидати, а навистина има интерес во сите области, значи освен во фолклорот и во пејачкиот состав и во оркестарскиот дел се пријавуваат, каде што си има комисија компетентна од самиот ансамбл со оценување, оценуваат кој е надобар и кој ќе ја помине првата пречка за вработување. Понатаму следува уште... Значи има строги критериуми, не секој може да биде член на овој ансамбл. Апсолутно, значи ние ја делиме сцената, излегуваме јавно и тука мора да биде секој докажан и покажан, значи со сите нишани, што би рекле старите, значи мора физичкиот изглед, висината, тежината, критериуми, значи кои мора да се исполнуваат за да бидеш нормално и да ги поседуваш пред се играчкиот дел, пејачкиот, ритамот, музикалноста, сите тие работи се проверуваат и потоа се собира таа комисија, определува кој еден или двајца, значи ако се со исти бодови, па понатаму има уште една да се осигураме дека тој кандидат е навистина, да, можеби некој што бил послаб во тој момент
ете, некоја трема или се случило нешто, Така. затоа се прави уште една аудиција каде што ќе определиме навистина кој заслужува да влезе во танец. Да, мислам, танец ете постои колку 77 години, ако не Танец се е- лажам. Танец е основан 49-та година. Да. 49-та година. Така, уште од следната година, мислам, од 1950 веќе има настапи низ целиот свет. Да, Не само да. во Македонија, туку и во диаспората има многу често. Да, значи почетокот е таму, ете се јавува 50 некоја година Ланголен, значи во Англија еден од Во најголемите Велс, така? светски фестивали, каде што тапанџија е првиот тапанџија на танец Александар Сариевски, значи Да. едно велелепно издание Големо, каде така. што ги освојуваат сите поени од тоа жири меѓународно кое било таму, значи биле фрапирани од таа беспрекорна изведба, енергија, концентрација, елеганција, Така. сите работи кои ги бара тешкото да се одигра, значи самото име тешкото кажува све, значи едно од најтешките ора кои се изведуваат, мито ние тоа го работиме мислам да емоција е буквално тешкото и сето мислам ова мене вака јасно ми е за танец, ама па и не ми е баш јасно на пример кои се условите за да се остане активен член на танец. Како изгледа еден ваш пример работен ден како член на национален ансамбл? Значи ние не сме членови, ние заснуваме работен однос во танец. Така, да, на Нас тоа. не е тоа работен однос и Така. ние секој ден од понеделник до петок одиме на работа каде Значи што не е интензивно само пред настап, туку вие си имате не. континуирана Секој работа, ден, така. значи ние одиме од понеделник до петок одиме на работа и имаме 4 работни часа. Значи 4 работни часа имаме скратено работно време, бидејќи тежината на работата е навистина голема. Многу луѓе што не ја познаваат викаат што работиш игрорец. Па тоа, а не знам дека играш, викам, што работиш? Па тоа ми е работа. Ама не, па вика јас можам да играм, тоа не е работа, јас можам да играм. Значи да не се лажеме, може да играш месец, година, две, меѓутоа да играш толку години и да ја представуваш државата на сите светски да си има критериум, така. сцени, мораш да бидеш на вистина како што доликува за да бидеш во ансамбл танец. Така, сега танец, вака генерално го знаеме како широк поим, можете ли да ни кажете какви групи, секции имате во танец? Како е поделено тоа? Немаме ние секции, значи заснуваме работен однос играч, игрорци, играч, пејач. Имаме пејачка група Така, и мисля, да. оркестарски дел, мислам оркестар и нормално администрација. Во администрација влегуваат и гардеробери, шивачи, значи еден колектив каде што значи потполно да бидат Секој има исполнети своја сите, улога. така е. Така. Така е. Да, мислам, значи има инструментална, како доаѓа таа секција? Да, имаме изворен, имаме народен оркестар, значи тоа е една маса од 17-18 луѓе кои навистина секој си ја знае школувани, секој си ја знае својата работа и Така. безпрекорно се спремат. Додека ние играме во салата, тие си го спремат музичкиот дел, пејачите пејачкиот. Имаме кога се состануваме сите заедно пред кога спремаме концерт или нас турнеа надвор од нашата држава каде што се склопува тој сегмент и се работи сите три во едно што би се рекло за да се представиме каде да патуваме во нашата држава и надвор да биде тоа безпрекорно како што го правиме до ден денеска. Супер, ете, нели спомнавме дека има и таков инструментален дел да кажам. А и ова емисија ни оди во тој правец. Имаме еден еве сега маестрален виолинист, како што кажам, мислам овие 77 години помирале многу имиња во танец. Добро. Па еден од оние кои што оставил неголем впечаток би сакале да пуштиме кратка изведба од него во емисијата. Аре да чуеме. Што ќе ја пуштам сега. Тој е нашиот покоен директор, господинот Зоран Џорлев, инаку драг мој, значи и куќен пријател и два мандати директор во ансамблот Танец. Да. Имавте одлична соработка со него, можеме претпоставам. Да, апсолутно, значи Џорлев беше така еден директор што навистина внесе некоја хармонија, енергија во ансамблот, значи со многу патувања, доживувања, навистина беше
Супер, мислам прекрасно. едно од најголеми тимиња што го има македонската Така е. музичка сцена. Така е. Да, спомнавме за танец дека бара многу дисциплина и работа. Дека не е нешто само што има, ете, што спомнав да видиш што работиш. Дека е Играм. многу голема. Тоа е. Да, дека има многу голема позадина, дека има многу голема суштина целото членување во танец. Па еве баш би сакал да се надоврзам со неколку прашања за тоа. Што според вас е потешко? Дали е потешко на пример физичката подготвеност или некоја, како кажам, ментална концентрација? Значи све си има свој удел. Ние, значи, на времето имавме бенефициран стаж. Значи, нашата работа се вбројува како рударите. Значи, имавме испитувања од рударски институт, значи испитувања на телото, на напор, на концерт, на брзинско пресоблекување, да пресоблечеш една гардероба, да облечеш друга и пак да искочиш на сцената. Значи, според тие мерења, ние добивме бенефициран стаж за една година, 6 месеци. И што значи дека ние требаше на 43-4 години да одиме во пензија. И што е нормално, бидејќи се истрошува организмот. Нашите хореографии се претешки, страдаат колената, имаме многу фрлање на колења, страда кичмата. Така. Значи се тоа, значи докажани повреди кај што многу наши пензионери се оперирале дали од колената, дали од кичмата, што навистина страдаат бидејќи ние не се штедиме безпрекорно да си ја прикажеме нашата најбогата култура и фолклор. Меѓутоа сега ги променија правилата, сега ни ставија старосна граница на Да, баш тоа имаше едно од следните прашања. за пензија. Ги поместија малце старосните граници, на 54 одат мажите, на 52 жените. Мислам дека е малце претерано, тоа и за балетот важи. Значи секој од нас ретко кој има конфигурација за да го издржи тоа и да му издржат колената и кичмата, за да ние сме влюбеници, го сакаме и тоа го срце и душа оставаме на меѓутоа има некои работи што ако се случат со колената и кичмата што не е наша вина, Така, него е природата сама тоа го прави, каде што не можеш да изведуваш. Меѓутоа ете фала му на Господ, јас сум со 54 години, меѓутоа еве до ден денеска успеам да си ги завршам работните обврски и да Господ ме чувал па за да можам да настапувам и да работам безпрекорно. Супер, баш пред тоа, значи еве може да упатиме еден апел дека можеби треба малку да размислат за бенефицираниот стаж околу танец, дали е претерано или не. Навистина е тешко, значи ова го тврдам. Да, сигурно не е исто ова го тврдам. со 54 и не е исто да се појавам јас со 47-8 години со 50, а треба да дојде млад човек што треба да има енергија на сцената, народски да ора на сцената. Така, да јасно. А сепак имаме и училишта и факултети каде што се изучува сега, значи и фолклорот, и инструментите, и традицијата, и костимите, носиите. Све, значи тие деца се уште поспремни од нас, бидејќи во наше време немаше такво училиште. Баш за тоа ми беше едно од следните прашања, кога спомнавте сега деца, нови генерации. Како е кај младите генерации? Дали постои интерес за да влезат во танец и дали или па некако ја губат таа врска кон народното творештво? Како е кај младите генерации? Има и како има интерес. Например, ете Значи не мислат дека е старомодно тоа да се не. Како може да е старомодно кога ти имаш најубавата работа, значи на целиот свет? Никогаш не е досадно, секогаш шетаме како во наша држава, така и надвор од државата се запознаваат безброј пријателства, значи и јас би рекол прво ние си ја одработуваме работата, ја представуваме државата во најдобро светло, а потоа имаме и малце време да разгледаме, да видиме во која држава да се наоѓаме, да уживаме во убавините на таа држава. Ама пред се прво да се заврши безпрекорно работата. Да, ама добри пријателствата на некој начин ви со тоа ја представуваат Македонија, мора да го има и тоа за утре на пример да можат тие да дојдат кај нас и да имат соработка. Така, значи ние сега моментално имаме пријателства ни целиот свет, значи толку пријатели, толку од кои мислам 90% ни се останати контактите и контактираме до ден денеска, значи во секоја држава, значи имаме по неколку пријатели кои што се навистина се вистински пријатели и го обожаваат македонскиот фолклор. Апропо темава, како реагира странската публика на македонскиот фолклор
Сега сигурно има чудно, вие предпоставам дека освен во регионот патувате низ целиот свет. низ целиот свет. Како реагираат во подалечните краишта, пример за македонскиот фолклор конкретно? Ќе ви открием дека ние повеќе овации доживуваме кога сме во некоја странска земја, бидејќи тие пред да дојдат, тие читаат, пратат кој доаѓа, како доаѓа, значи се имате спремни. некој впечаток дека надвор ја ценат повеќе нашата култура отколку овде. Апсолутно. Тоа го е тврдам. многу жално. Тоа го тврдам со двете раце, бидејќи значи тие салите се препуни и ние мора да имаме спремно 2 до 3 биса, значи со аплауз не изнудени, него со аплауз каде што не враќа публиката, после толку тешки коreografии од траење од час и половина до 2, да те вратат уште на 2-3 биса, меѓутоа ќе дадеш и последниот атом од својата душа, ќе дадеш целата сила, бидејќи знаеш што и како представуваш. Браво, значи одговорноста е голема и честа е голема. Бидејќи ете настапувате низ целиот свет, мора да ме прашам дали постои некој настап што ви останал секогаш врежан во вашата меморија. Меѓу многуте некој што би го издвоил. Да, секој си има посебно место, ама би го издвоил, значи за прв пат каде се појавивме ние танеци, една делегација на пеачи и музичари за 100 години Илинден во Опера Хаус во Сиднеј. Во Сиднеј. Тоа беше едно невидено доживување кога излеговме ние да секојаш почнуваме со тешкото, кога излеговме на таа прекрасна сцена. Една таква цела македонска, да би рекол, репрезентација. Излеговме на сцена и кога рсна тапанот, најголем дел од публиката стана и со овации аплодираше. Тогаш ни помина невидени морници низ телото, а треба да се сконцентрираш, бидејќи тешкото бара голема концентрација. Дојде до онака што треба да има слободни, значи тресење од и она позитивна трема. Така. Значи на такво здание кога ти си како на стадиони, вау, се слуша некој звук што од петици до глава те понесува. И ете тоа чувство е едно од незаборавните чувства. Значи настапот во Сиднеј во Опера Хаус за 100 така некаде 2003-2004 за 100 години Илинден. Тој може да каже дека е најдобар. Да. Значи тука беа Гоце Николовски покрај, Сузана Спасовска, Ристо Самарџиев, Калиопи, Синтезис, Синтезис беше, да не заборавам уште некој, значи цела една елита каде што кога излеговме ние после тешкото, тие плачеа и се чудеа вика како не сте нормални, ова што го направивте и како издржавте после тие овации да останете смирени и да го одиграте до Дали го има тој настан пример на YouTube, дали може да се види? Мислам дека го има. Значи ете сите што не гледаат може да побараат на YouTube или ќе ставиме како дел. Бидејќи беше таков поводот, го одигравме и комицко, значи една комицка легенда, комицко оро каде што исто така, значи срцето и душата ни се ширија низ воздухот, низ публиката и се стегнавме така машки, дадовме исто така максимум и публиката беше, значи покрај имаше мал дел, најголем дел беше од владата на Австралија, Сиднеј, парламентарци, значи и многу странска австралска публика, а имаше еден дел од нашата публика. Нашата диаспора, што таму. Тоа беше еден настан каде што на државно ниво. Мислам, ете, сигурно лично искуство, баш и јас ќе го изгледам. Сега знаеме дека имате многу настапи во странство, но со странство имате настапи овде и во земјава, нели сигурно? А еден од таквите настапи е и галичката свадба. Така. Дали може да ни кажете повеќе околу галичката свадба? Нели има таму и процедура за пријавување, не секој може да биде дел. Како еве вака за галичката свадба повеќе ни кажете низ вашата перспектива? Така. Значи за галичката свадба, значи танец последниве направи договор со новиот сега таму управен одбор кој има. Пред тоа игра значи Кочо Рацин, па Владо Тасевски, не знам уште кои ансамбли, меѓутоа навистина местото таму го заслужува сепак државниот ансамбл на таква висока манифестација
и еве имаат си има направено договор, мислам дека веќе 3-4 години танец таму настапува и би требало танец да продолжи, бидејќи ја има танец тежината, не се тоа деца кои излегуваат да играат, сепак тешкото бара, значи едни мажествени мажи кои Бара физичка сила. Таа физичка сила треба да ја пренесат и преку изразот на лицето, ако е тежина ми тоа преку изразот на лицето да ја доловат на публиката. Истинска, така. Да. И навистина ме радува што ете танец е таму и за невестинското и за тешкото, а што се однесува до изборот на младоженците за галичка свадба, значи се објавува конкурс каде што се пријавуваат, имаат предност тие што имаат потекло од галичник, барем едниот од сопружниците да биде од галичник. Да има потекло таму, Така е. Има некоја исто така комисија, има некое бодување каде што кој исполнува повише критериуми, тие ќе бидат младоженеци и младожења на галичка свадба. Околу вашите тековни активности, сега ни следува концерт во чест на Симеон Чулев. Така. Еве да ни кажете нешто повеќе збордва за него како човек. Значи, за жал, мојот колега и другар, Симеон Чулев прерано не напушти. Навистина не стави во една мат позиција, требаше да имаме новогодишен концерт, каде што секогаш танец на тој новогодишен концерт се веселиме и еден од најбавите концерти, бидејќи како новогодишен концерт ни се, меѓутоа пред 4 дена пред концертот, значи ненадено не напушти нашиот колега, инаку автор на 5 или 6 коreографски постановки, многу познати, многу играни во ансамблот. Се собравме, значи сите и одлучивме дека тој концерт треба да биде одложен, бидејќи не е место, не е момент. Тагата беше преголема и да излезевме на сцена, немаше да го доловиме тоа што требаше, бидејќи навистина не погоди многу сите, бидејќи после Милан Завков ни се случува Чулев Симеон да не напушти додека во работен однос и навистина бевме погодени со тоа и го одложиме концертот, меѓутоа ќе има сега во февруар специјален концерт во чест на Симеон Чулев, каде што ќе бидат одиграни најголем дел од неговите коreографски постановки. Со тоа да му дадеме една вистинска чест, бидејќи ја заслужува, исто така и тој долги години во танец, годинава требаше и тој да замине во пензија, меѓутоа за жал се случуваат и неубави работи и мислам дека колегите ќе соберат сила за да го достоинствено да го презентираме, бидејќи он тоа го заслужува и сигурно одгоре тој ќе не прати и ќе биде пресреќен дека бидејќи во негова чест ќе биде тој концерт. Верувам дека ќе биде добро, верувам дека ќе биде добар концертот, па ќе го следиме ние медиумски па да видиме како ќе помине. За самиот крај, вие освен во танец имате и ваше студио Фолклор. Така. И кое што него правите сами, во тоа е вклучена и вашата фамилија, вашите деца. Па еве ако може да ни кажете на крај повеќе околу вашето студио Фолклор што го имате. Така, значи студио Фолклор постои веќе 13 години, во каде што активно работи цела фамилија Маневски, почнувајќи од мене, мојата сопруга Гордана, мојата ќерка Стефанија, која е исто така игрорка во ансамблот танец, и мојот син Даниел, кој е музичар и исто така е во оркестарот на ансамбл танец. Значи 13 години безпрекорна работа, значи еден би рекол фолклорен расадник за млади таленти кои што се спремаат понатаму да заземат место во националниот ансамбл танец. Значи ви им правите подготовка. Нормално, како јас сум бил раководител во ансамбл танец 9 години и сето тоа искуство, сето тоа што ми го дал мене Господ Бог како игрорец, сакам да го пренесам, да го оставам на генерациите, за да можат да го уживаат тој благодет и нормално да не представуваат секаде каде што ќе се појават како со ансамбл танец, така и ние како студио Фолклор, бидејќи еве студио Фолклор 13 години меѓу најдобрите ансамбли во Македонија, ова морам да го кажам, значи имаме безпрекорни настапи,
како кај нас, така и надвор од државата. Само ќе спомнам некои, значи бевме ние во прошлата година во Кореја на едно светско првенство во фолклор, значи првиот ансамбл од Македонија кој отишол на 20 години јубилеот на тој фестивал. До сега македонски ансамбл нема отидено на тој фестивал. Прошлава година бевме во Обединетите Арапски Емирати по покана од таму, бевме во Москва и во Владимир во Русија, бевме со ветеранската група во Египет, со дечката група во Италија Лидо Диесоло и првпат сега ќе откриам пред вас дека сега се спремаме со првиот најдобриот ансамбл да оваа година да гостуваме на светскиот фестивал, светско првенство во фудбал, во фолклор во Бразил. И една кратка паралела. Што е Бразил во фудбалот, тоа е Македонија во фолклорот. Ви посакувам многу среќа. Ви посакувам многу среќа, а тука нема, мислам, имаме само една краток извадок. До старците момци се фаќаат стопом. Не издржа срце сив сокол во клетка, не издржа пламен жив потулен во око, не издржа младост што сака да летне. Се залула оро, се заврте земја и чиниш се корне стресениот век, и окови трпна предиштата темни и враќаат. Што доколку го слушнавме извадокот, што го направивме, па да ни откриете кој е автор на песната Тешкото? Да, тој е легендарниот Блаже Коневски, значи една навистина прекрасно дело кое до ден денеска навистина е слушано и мислам дека такво нешто во догледно време нема да се направи. Супер, ви благодарам многу за емисијата. Би сакал исто да се заблагодарам и би сакал да заблагодарам нашите спонзори. Овде имаме една книга што е подарок до вас, која е од Матица. Благодарам многу. Благодарност до цвеќарницата Сија и благодарност до домакините од Кркалево Трло, кои што ни спремија пилешки прсти. И само за крај едно блиц прашање. Ајде. Кога цела емисија разговаравме околу игрорна, би сакал да ве прашам дали е вистина дека тој муабет запишан игрорна па ќе опрочиташ целиот свет. Не да е вистина, значи тој благодет го немаат, би рекол, не дека сум јас во оваа бранша, меѓутоа подобро дружење, доживување во самиот автобус кога се патува. И интернационални контакти. И шетање и уживање од фолклорот нема подобро нешто. Значи таа легенда меѓународот запишана игрорна ќе опрочита светот во голема мера е вистина. Апсолутно, не само што ќе прочиташ, и ќе си ја презентираш државата своето битие, својот корен, од каде потекнуваме, а Македонија со фолклорот е број 1 во светот. Супер, ви благодарам многу што гостувавте, ви благодарам за оваа убава емисија. Се надам дека гледачите многу ќе научат од ова и ќе го кренеме интересот кон националниот фолклор, ансамблот и општо љубовта кон македонската песна. Благодарам на поканата, ми беше чест и задоволство и во секое време би стојам на располагање све што треба да се говори, да се презентира вистината за македонскиот фолклор.